Незаконскиот риболов во Охридското езеро се уште постои, но концесионерот успешно се бори против овој проблем. Рибочуварската служба на концесионерот за стопански риболов Пастрмка 2012 Доел Охрид на 17.8.2016 година околу 17 часот забележала како две лица со необележан пловен објект чамец незаконски поставувале рибарски мрежи во водите на Охридското езеро во населбата Лагадин. Подоцна откако ги поставиле мрежите во водите на езерото, се упатиле кон трската во правец кон село Пештани, каде и го оставиле својот пловен објект. Рибочуварската служба на Пастрмка 2012 веднаш ги пронашла и ги извадила мрежите кои биле со должина од 100 метри, должина на окце од 22 мм и улов од 7 парчиња риба белвица. И покрај тоа што се прават напори за да се намали бројот на рибокраците, сепак постојат поединци рибокраци кои незаконски риболоват, вели концесионерот, но додава дека продолжуваат и понатака со изнаоѓање начини за решавање на овој долгорочен проблем. Од кога сме ние концесионери, успевавме да го намалиме рибократството со преку 95%. Најповеќе изловувани беа охридската белвица, охридскиот краб и нормално охридската пастрмка, особено за време на мрестот. Успеавме сето да го спречиме. Останаја нема веќе појава на рибократство во Охридското езеро, туку има поединци рибократци со кои што скоро секој дневно се справуваме. Концесионерот за стопански риболов Пастрмка 2012 Доел Охрид до основното јавно обвинителство Охрид против овие лица поднесе кривична пријава за незаконски риболов. Двете лица од селото Пештани се добро познати на извршните органи за сторени кривични дела од областа на рибократството.